Фирмата ЦБД Медплант до село Борисово на Тони Котев, на која и беа запленети 30 тони дрога, добива одобрение од владата за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Во тој период, Филипче е министер за здравство и тој лично ги одобрува лиценците за одгледување на марихуана, што значи дека не само што се знае и соработувал со Тони Котев, туку и му помогнал да го почне и работи овој бизнис. Ај што подржуваше легализација заедно со Заев, ај што даде 50 лиценци на лица блиски до него, Заев и СДС, туку и се залагаше за експорт на цветот од канабис. За ДПМН нема ништо свето и во состојба си да злоупотребуваат човечки животи се со цел за да прават дефокус, бидејќи од ДПМН гледаме и во денешното наше излагање, гледаме во изминатиот период немаат одговор на ниту едно прашање и прават класичен дефокус на јавноста од битните теми. Дали имаме одговор како помина 5 тони дрога преку граница? Дали имаме одговор на сите тие теми кои што ги поставуваме како прашања со фирми блиски до ДПМН, кои што стигаат директно и до кабинетот на Мицковски и до сега веќе високото раководство на ДПМН, организацијскиот секретар, немаме одговор на ниту една тема, имаме класичен дефокус секојдневно.